Добро дојдовте во новата епизода од подкастот Младите се иднината. Сите знаеме во 21 век колку е значајно изучувањето на англискиот јазик и колку е потребно изучувањето на англискиот јазик, бидејќи денес живееме ние младите од англискиот јазик и сметам дека сите ние потребно е да се ангажираме околу збогатувањето на вокабуларот и секако усовршување, односно професионално изучување на граматиката на англискиот јазик со цел во иднина полесно да се снајдеме околу наоѓањето на работа и полесно да ги поминиме идните интервјуа и пречки кои што ќе излезат на патот. За таа цел денеска до мене ја имам Андреја Јанковиќ, која што во последно време, да кажам, растура на Инстаграм со незините едукативни постови и постојаното подучување на младата публика што се однесува до англискиот јазик. Здраво, Андреја, најпрво би сакала да ти честитам, навистина многу ми е мило што успеа и за почеток би сакала да ни кажеш од каде никна твојата идеја, како се појави во твојата глава и што беше причина за ти токму на Инстаграм да почнеш да ја шириш твојата популарност и секако да им помагаш на младите. Здраво, Сара, пред се би сакала да ти се заблагодарам за оваа прилика, за оваа прекрасно студио и прекрасна атмосфера. Конкретно за идејата се настана кога имаме некаков проблем, па мораме да најдеме решение. Кај мене конкретниот проблем беше тоа што се повеќе имав ученици. Андреја, здраво, ми треба англиски за работа, Андреја, ми треба. И јас веќе немав време, имав толка огромна листа на чекање на ученици кои што чекаат час. И се запрашав како јас можам моето знаење да го пренесам на повеќе луѓе, а да не ми требаат повеќе од 24 сати во денот, затоа што знаеме дека само 24 сати имаме. Па затоа се роди таа идеја, заедно со мојот сопруг, дискутиравме како да се стигне до тоа. И решивме дека социјалните мрежи во денешно време како да се прошири, што е најдобар начин да искористиме платформите како Инстаграм, Фејсбук, да започнеме со едно објаснување на англискиот, која сум јас, некои типс, ајде да кажам да ги објаснувам, али ништо големо не беше од почеток, затоа што мислев дека многу бавно ќе оди, дека луѓето не се заинтересирани за едукативни профили, дека многу тешко ќе биде. Но, кога го започнав профилот на Инстаграм, јас останав зачудена, морам да признам, бидејќи толку голем број на луѓе се жедни за да најдат нешто на социјалните мрежи, каде што можат да научат, да постигнат нешто поинаку од она што секојдневно го следиме. Па оттаму дојде и мојата идеја дека фали еден ваков профил, фали еден едукативен профил кој што ќе шири позитива, ќе шири знаење, а не секојдневието кој што го гледаме на социјалните мрежи и така натаму, да не одам подалеку, да. Јас мислам дека и со таа цел се направени социјалните мрежи, со цел ние сите да се надоградуваме и да шириме едукативни работи кои што би му помогнале на другите да се развиваат на правилен начин и да се движат по правилната патека. Би сакала да те запрашам како ги постави темелите на твојот мал бизнис на Инстаграм и како стигна до оваа денешна кула? Знаеш како и секој бизнис почнуваме од нула. Значи, со се тоа што го имаме во моментот, не наоѓаме изговори, него наоѓаме решение. Јас можам да кажам дека мојата најголема поддршка беше Марко, бидејќи тој е со технологиите, тој е со програмирањето, со IT, па многу ми значеше тоа што неговото знаење го примени во мојата област, бидејќи јас со технологијата не стоев добро, да речем, и не стоев добро со некои работи, не знаев како функционираат реклами, социјални мрежи и сето тоа. Па Марко беше изворот, да речем, на информации, па заедно потоа се надоградувавме со курсеви, експериментиравме, едноставно затоа што ниеден бизнис не почнал од скала 10. Значи сите ние мора да почнеме од нула, па имаше и почетоци каде што мојот прв курс кој го бев на романски немавме ни една продажба. Значи тоа беше, можам да кажам дека разочарување, но јас не се откажав тогаш, Марко не се откажа, кажа продолжуваме, си ја свативме грешката и нема застанување. Така да секој бизнис, било што и да почнат младите, треба да сватат едноставно дека клучот е да не се откажуваш. Упорноста секогаш победува, точно. Така. Андреја, би сакала да те прашам колку време ти беше потребно да се подготвуваш себе си психички и физички, да речем, за да застанеш пред камера и едноставно да бидеш not your typical teacher. И би сакала во оваа прилика исто така
да ни го објасниш подетално поимот not your typical teacher и што те одвојува од останатите, односно што те прави посебна? Вака, значи јас никогаш не сум имала проблем со камера затоа што не знам, некои луѓе имаат срам, јас тоа не знам, дали можеби затоа што цело време комуницирам и сум со луѓе, па не го имав тој страв, но голем проблем беше што ќе кажат другите. Значи, тоа беше, јас имав идејата една година, но не ја започнав бидејќи, леле, што ќе кажат другите, што ако не им се допаѓа, што ако и живеев со таа помисла и реков, па чекај малце, јас не можам да живеам и ништо да не правам затоа што секогаш ќе кажат, ќе има луѓе што ќе кажуваат и позитивно, ќе има луѓе што ќе кажуваат и негативно, но тоа нас не треба да не спречува кон целта што сакаме да оствариме. А конкретно зошто not your typical teacher? Па затоа што јас не знам дали си видела некој професор да покажува со прстите, да објаснува на толку едноставен начин и едноставно сум природна и не ја носам таа професорска арогантна улога. Не знам дали ме разбираш како јас сум сега професор, вие сте ученици, јас сум главна, вие треба да ме слушате, апсолутно не. Пред се сум другар со сите мои ученици, имам разбирање, им давам максимална поддршка и едноставно ги учам дека не постои не можам. Заедно можеме многу далеку да стигнеме. Така, јас сум забележала дека во твоите едукативни видеа, освен што ги подучуваш луѓето на англиски јазик, имаш и многу мотивациони реченици кои што ги користиш за истите да не се откажуваат од своите цели. Јас би сакала да те прашам, кога е во прашање формалното образование, ајде да се свртиме малку на таа тема, што му фали на формалното образование кога е во прашање изучувањето на англискиот јазик, затоа што сите гледаме дека децата, односно младите, одат на курсеви по англиски јазик, ја имаат можност да го изучуваат истиот на училиште? Многу добро прашање, многу би сакала да видам поопширна на оваа тема. Пред се целиот систем, целата програма за англиски јазик е погрешна. И сега ќе ти кажам и зошто тоа го мислам. Кога ние изучуваме, јас и ти сме биле студенти во Романија, така? Да. Ние сме го зборувале јазикот. Значи, ние не сме читале само, ние не сме пишувале и не сме преведувале текстови. Значи, ние сме имале директна интеракција со јазикот. Так. Во нашата програма, во формалното образование, нема дел за зборување. Па како тие ученици да научат јазик кога ние не им ја даваме можноста да зборуваат, кога не им правиме интересни часови? Ајде, доста е читање, доста е оценки. Значи, ние цело време тука сме ги третираме учениците како да се роботи, ти мораш да имаш петка, да. Ти мораш, а мене не ме интересира дали ти знаеш да порачаш јадење на англиски. За мене тоа е реалното знаење. Доколку ти знаеш да ме прашаш од каде сум јас, како се викам и ние да комуницираме, мене не ме интересира која оценка си имал на училиште. Така. Тоа е најголемата грешка, не воведување на speaking part, ние тоа професорите го знаеме како speaking part, цело време фокус на погрешни работи, немој да не ми замери никој, не велам дека граматиката треба да изоставиме, но не е само граматиката, не е само читањето, едноставно треба да направиме учениците да се чувствуваат добро кога го зборуваат тој јазик. Па затоа сега имам луѓе возрастни, знаеш како, јас сум учела 10 години, сум учела 15 години, али не можам да зборувам, почетник сум. Не си почетник. Не си имала шанса да седнеш со некого, да зборуваш на англиски и затоа се осеќаш како почетник. Да. Тоа е тоа што ни фали во формалното образование. Јас не ги кривам професорите, можеби да кажам дека ја кривам целата програма, бидејќи и во 45 минути јас сум реално со 30 ученици е многу тешко, но доколку си ја сакаш професијата и стварно сакаш тие деца да научат, ќе најдеш начин. Дефинитивно во Македонија фали развивање на практичниот дел, не само во што се однесува до англискиот јазик, во секоја сфера мислам дека е потребно големо внимание на развивањето на практичниот дел, затоа што тоа го работиме во иднина. Да, знаеш како, јас сега најискрен муабет, па што ми значи мене твојата оценка? Да. Ајде, ти идиш ми кажуваш, Андреја, јас добив 5 германски, супер. Ајде да те прашам дали. Ама ние, ете, значи ти доколку не знаеш да зборуваш, ти не го знаеш јазикот. Не можеш таа оценка, таа 5, мене не ме интересира. Значи дојди, покажи ми на лице место како ти си го научил тој јазик. Така. Разбираш, тоа е најголемиот проблем. Ја го би сакала да го потенцирам бидејќи знам дека многу луѓе ќе го видат ова. Дајте малце да им дадеме мотивација на учениците. Така. Доста е веќе грешите, ова не вие. Дајте да кажеме наместо 5 грешни, кажи имаш 3 точни. Многу поинаков е фокусот на тоа. Имам 3 точни, без разлика другото.
Фали малце психолошки дел во едукацијата и многу мотивација, затоа што јас верувам дека секој ученик, секое дете е способен за нешто и секое дете може да научи било што сака, доколку професорот што го предава предметот знае да го предава. Така, Андреја, би сакала да те прашам, бидејќи си студирала во странство, знам дека имаш многу прошетано и видено, како влијаеше и како се уште влијае твоето живење во странство денес на тебе? И колку ти помогна во развивањето на твојата личност? Па знаеш, Сара, јас би кажала дека факултетот бил некој 20%, а 80% беше животната школа во странство. И јас мислам дека никогаш не би била тука доколку не би имала таа животна школа. А тоа независност. Знаеш, кога одиш ти во странство, тука нема повеќе мама, тато, нема брат. Таму се мораш сам. И јас мислам дека таа животна школа што ја научи во странство многу ми помогна да бидам личноста која што сум денес, а тоа е стабилна личност, а личност која што знае дека животот не е лесен, дека не е се розево, но од друга страна никогаш да не се откажувам. Животот во странство би го препорачала на секој кој што има можност, не мора да е странство, замини од своето место на живење. Отвори ги видиците, запознај нови луѓе, искуси нешто ново. Животот не е само факултет, ќе учам оценка и тоа. Има многу други работи што треба да се знаат. Нормални факултетот, али и покрај факултетот има многу искуства и многу добри работи што можат да се видат посебно како студент во странство. Каде се гледаш себе си во иднина, Андреја, и уште нешто, што те натера да се вратиш во Македонија? Тоа е добро прашање. Себе си во иднина би сакала искрена да бидам, не би сакала да останам во Македонија затоа што си ја обожавам државата, си ја сакам државата, земјата и сето тоа, но мислам дека многу повеќе шанси би имала во друга земја. Конкретно сега не можам да ти дадам одговор во која земја, но затоа што уште работам на тоа, за сега ми е супер во Македонија. А што ме натера да се вратам во Македонија, ете тоа што пак ќе кажем, едноставно секогаш одиме кон тоа што ни е подобро. Македонија беше одличен избор за мене и за мојот сопруг, поради тоа што тој е од Србија, јас сум Македонија, на средина ни е Скопје и едноставно мислам дека Македонија има голем просперитет, има млади кои што сакаат да учат, млади кои што се успешни, само им фали поддршка. Така, Андреја, за крај би сакала да им се обратиш најпрво на твоите студенти од Македонија и да ги поздравиш сите оние кои не гледаат со една мотивациона порака. И како второ, бидејќи двете сме студирале Романија, знам дека имаш студенти од Романија кои што те следат. Чео са ле суџарест студентцилор дин Романија, care au început să învațe limba engleză cu tine și de ce? Прво да се обратам на македонската публика, би сакала да ви кажам дека не треба да се откажувате, дека англискиот јазик сам по себе знае да биде доста комплициран, но доколку имате добар ментор и доколку имате добра програма, ништо не е возможно. Јас ќе бидам вашиот ментор 24/7, како и што тоа го поменувам. Тука сум за вас и ќе работиме заедно за да се постигнат целите и тоа што сакате го постигнете со англискиот јазик. Și pentru români vreau să le zic că o să fiu mentorul lor împreună, că le mulțumesc în general pentru că au ales să muncesc cu mine și pur și simplu să nu renunț la limba engleză pentru că mi se pare că limba engleză este viitorul nostru. Așa este, îți mulțumesc foarte mult, и благодарам Андреја. И вас ви благодарам за вниманието, се гледаме со нови гости и теми за младите.